Почитувани представници на медиумите, ВМРО ДПМНЕ продолжува да ги блокира сите проекти и сите законски решенија што се во интерес на граѓаните. Пратениците од оваа партија очигледно се против отписот на каматите и долговите што граѓаните ги имаат. Денес претседателката на Комисијата за финансирање и буџет, госпоđата Лиљана Кузмановска, без никакво образложение ја прекина седницата на која што требаше да дискутираме за предлог законските решенија за отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци на физички лица и на јавни предпријатија. Овие законски решенија ќе им помогнат на граѓаните да се ослободат од долговите и каматите за тие долгови и ќе овозможат подобрување на нивниот животен стандард. Откако со криминално работење ги заглавија општините и јавните предпријатија со огромни долгови, ВМРО ДПМНЕ само заради тесно партиски интереси ги блокираат сите проекти кои значат рехабилитација на институциите, а се единствено во интерес на граѓаните. Наспроти, долгогодишното деструктивно раководење со институциите и таложење на долгови од страна на кадрите на ВМРО ДПМНЕ, СДСМ како одговорна партија работи во интерес на граѓаните, предлага отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци на физички лица. Јавните предпријатија ќе имаат обврска да ги отпишат каматите на граѓаните, а државата обезбедува мерки кои ќе гарантираат развој и ефикасно функционирање на јавните предпријатија. Овие две мерки се тесно поврзани и се во интерес на сите граѓани на нашата држава. И овие мерки ќе значат нов почеток за сите, после систематското уништување на државата во периодот на режимот на ВМРО ДПМНЕ од 2006 до 2017 година. Затоа ја повикуваме Кузмановска и пратениците на ВМРО ДПМНЕ да престанат да ги блокираат овие закони, да ги повлечат илјадниците амандмани и да ја деблокираат работата на Комисијата за финансирање и буџет. Но и без разлика на деструктивното однесување на ВМРО ДПМНЕ, нашата држава, со нив или без нив, ќе оди напред. Граѓаните тоа го знаат и затоа на 12 април ќе ги казнат сите штетни политики на ВМРО ДПМНЕ.